овде со мене Никола Груевски. Ви честитам на изборот што денеска го имавте во партијата. Господине Груевски, рековте дека ќе бидете конструктивна опозиција. За почеток едно конструктивно прашање и актуелно. Она што е вчера и денеска наактуелно е односите СПЦ-МПЦ, непризнавањето на Македонската православна црква, давање на автономија на Охридската архиепископија. Како вие ги коментирате овие идеи на некои српски и некои и грчки политички кругови за непризнавање на МПЦ, а со тоа и самото име на Македонија? Вашите луѓе од партијата рекоа тој што ќе биде лидер, ќе биде и иден премиер, можеби. Вашиот став околу сето оваа политика? Па прво благодарност до Ајден телевизија што ми овозможи првиот мој настап поединечен, без она колективна изјава да биде токму на оваа телевизија. Второ, што се однесува до вашето прашање до денешната вест, јас пред малку дури дознав, морам да ви кажам, бидејќи бев во цел ден во партиски активности, и она што само можам да го кажам без да ги знам сите детали однапред е дека ВМРО ДПМН секогаш била и ќе биде со Македонската православна црква, дека ние ќе ја поддржуваме и ќе помогнеме во одбрана на било какви напади, затоа што нападот врз Македонската православна црква го чувствуваме и како напад на државноста на Република Македонија. Ова доаѓа од српска страна, вие таму сте консултант, меѓутоа за економија. Значи ли тоа дека вие пак ќе ги расипете односите? Без разлика на се, Македонската православна црква е над се. А господине Груевски, денеска ви избраа за лидер, меѓутоа имате и нови членови во претседателството. Подпредседател е Ганка Самилова Цветанова, генерален секретар Ден Дончев, луѓе кои во изминативе 13 години не беа на вакви функции во партијата, чина ми не се ни од самото основање на ВМРО ДПМН. Колку вие како лидер сега ќе можете да ја доведете ВМРО ДПМН на оние позиции што им ги ветивте на вашите членови за колку време? Веќе 13 години Љупчо Ѓорѓевски беше лидер, нели му го дадовте признанието, меѓутоа? Па да, во новиот извршен комитет има десетина луѓе. Планот е да се проширува постепено и да дојдеме до некаде 17-18. Меѓутоа, нели тоа ќе биде постепено во наредните месеци. Во новиот извршен има група на луѓе кои што досега не биле, меѓутоа група на луѓе кои што и досега беа членови и исто така истакнати учесници во претходната влада или на било кој друг начин општествено признати луѓе. Што се однесува до прашањето за нашата како ние понатаму ќе тераме, се разбира, ние сме сега во опозиција. Ние мораме да покажеме на македонските граѓани дека опозицијата е извонредно важна работа во Македонија. Ќе го следиме во чекор она што го прави власта. Ќе опоменуваме за сите грешки, некогаш и превремено, некогаш кога нема да можеме тоа ни отпосле. И будно ќе ги следиме настаните во интерес на Република Македонија до моментот додека граѓаните не ни укажат доверба, повторна доверба да ја преводиме Република Македонија. Има ли место во претседателството во врвот на партијата за една доста димовска за Маријан Ѓорчев, кој најави дека ќе се повлече од претседателството? Што се однесува до Маријан Ѓорчев, јас размислував за една таква варијанта, меѓутоа господин Ѓорчев веќе вчера во медиумите објави дека однапред практично ми испрати порака дека не е со намера да учествува во извршниот комитет и дека тој својата работа би ја концентрирал во парламентот како координатор на пратеничката група, така што тие работи веќе се расчистени. Што се однесува до господјата Димовска, јас како што дадов изјави до сега, со неа до сега сум имал прилично конструктивни односи, коректни односи. Нормално, некои работи сме ги мислеле исто, некои различно и се надевам дека и во иднина ќе имаме добри и коректни односи. А што се однесува за начинот на соработката, ќе покаже времето. Дали доколку се кандидира Борис Трајковски на идните претседателски избори, ВМРО ДПМН ќе му даде поддршка, бидејќи потекнуваше од вашата партија? Премногу е рано да се зборува за нешто тако, бидејќи да изборите има година и пол. Во ВМРО ДПМН демократски се избираат не само претседателите, туку и кандидатите за претседатели на државата. Се разбира, многу фактори ќе играат улога дали тој ќе биде избран повторно од ВМРО ДПМН, тргнувајќи од неговиот рейтинг, нашиот рейтинг и така натаму, што се исклучително важни работи кога граѓаните одбираат неговите поставки во иднината, така што не можам ништо однапред да кажам во врска со тоа кој би бил можен кандидат од страна на ВМРО ДПМН за наредните избори. Познати сте по кампањите што ги организиравте и како министер за економија, потоа за финанси, меѓутоа и сега имавте една кампања во медиумите во однос на изборот на лидерскава позиција на ВМРО ДПМН. Така барем велат и вашите противници дека многу ви помагаат кампањите. Каква кампања ќе организирате на ВМРО ДПМН за, како што рековте, да ја приближите кон медиумите? И самиот Ѓорѓевски призна дека не е бил многу добар со медиумите.
Односот што го имав досега со медиумите, мислам, покажува како ќе ми биде понатаму, бидејќи не мислам да го менува. Нашата работа е, нели, да го направиме она што треба да го направиме политиката, на медиумите работата е да се завршат својата работа и нашата соработка е нужна, неизбежна и е многу важно да биде коректна. Така што во секој случај се надевам на една коректна соработка со медиумите. Од моја страна ќе биде само она што било и во минатото, секогаш отвореност и позитивна енергија. Ви благодарам за овакво све